Многумина се прашуваат зошто Македонија нема естрада, а има врвни естрадни уметници. А сите кога ќе дојдат од надвор го собираат кајмакот и си одат, а ние остануваме со прстот во уста. Македонија страда од политиката. Полесно ќе добиев лиценца за производство на марихуана, него за производство на електрична енергија. И банките ќе имаат поголеми резервации во иднина, ќе биде малце потешко да се дојде до нови кредити. Недостасува посериозен ангажман и системски ангажман во борбата со организираниот криминал и корупција. Тука би сакал да ги повикам надлежните служби во Македонија, пред се мислам на Агенцијата за разузнавање, на Агенцијата за национална безбедност, да испитаат кој хара по Македонија и кој финансира отварање на овие бугарски клубови во Македонија. Многу руски бизнисмени сметаат Македонија како солиден терен, како солидна почва која возможува поволна атмосфера за нивните бизнис активности. Сега веќе за воени злосторства имајте предвид дека се напаѓа цивилна инфраструктура во Украина. Оваа криза создава и услови за пенетрација на порадикални структури и политички опции кои не знаеме како ќе се одразат. Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Светот врие од конфликти. Концерните за оружје работат под полна парја. Ништо нема вредност, ниту детантот на Кисинџер, ниту поделбата на светот, на САД, Евроазија, Кина, замислено Бжежински. Девалвирани се и проценките на нобеловците, дека инфлацијата ќе се смири. Рецесијата на прагот да ги еродира економските текови и социјално да го раслои населението, на богати и многу сиромашни. Народната банка на Северна Македонија зголеми каматата на 3%. Веќе се повнимателни деловните банки, особено проверките на нивните ризнични пласмани, зашто пишува и Владимир Глигоров. Почитувани гледачи, изминатава недела со Facebook статус Божидар Божиновски Моџо Килингтон искажа непримерни груби квалификации за наводен фашизам за нашите колеги. Во него тој ги посочува Боријан Јовановски и Петрица Рачини како иницијатори за неговата медиумска блокада на телевизија 24. Иако не сме прозвани, првпат соопштувам дека никогаш ниту колегите, ниту уредништвото на телевизија 24 не побарале од мене како автор и уредник на емисијата да ја стопирам соработката со Божидар Божиновски Моџо Килингтон. Тој имаше целосната слобода за пишување и ТВ настап во Трилинг. Тој беше ангажиран за неделен политички сатирикон за одреден период. Иако не секогаш цинично, остро и визуелно, осмислено со неговите настапи, беше регистратор на актуалните личности и политички процеси. Трилинг е независен телевизиски проект, кој веќе 6-та година се емитува на телевизија 24. Ви благодарам на довербата и продолжите да не следите. Откако владата донесе сет на мерки за помош на невработените, социјалците, пензионерите, сега стопанството чека стимулација и некаква помош за да ги ублажи последиците од енергетско-економската криза, која подолг период трае. Во ова издание на Тренинг, мој соговорник е Горан Антевски, генерален менеджер на Раде Кончар ТЕП. 70 годишно постоење на компанијата. Дали ова е можеби најдлабоката криза со која сте се соочиле како компанија? Секако не, затоа што 90-тите години компанијата имаше големи проблеми. Секако јас не учествував во тие проблеми и не ги решавав тие проблеми, но секако беа тешки за нашата компанија. Се успеа да се избори компанијата да може да опстои на пазарот. Секако овие моменти се тешки за нас, како нова генерација, која ја води работата сега. И се надеваме дека ќе биде последна. Господин Антевски, во најавата споменав дека сега бизнисот чека помош од државата за ублажување на последиците од кризата. Што треба да биде приоритет за да се на некој начин ублажат економско-енергетските потреси? Моја заложба како бизнисмен е владата да помогне само во смисол да ги олабави законите за да можеме да работиме и да се снаоѓаме во моментите кога таа самата не може да се снаоѓа. Таа не може да обезбеди доволна енергија по поевтина цена отколку што е на берзите. Нашата цел и заложба на голем дел од бизнисмените да се ослободи и да се олабави законот за поставување на фотоволтаици и секако ветерници, затоа што тоа е иднината за нашата држава
да може полесно и побрзо да го преброди овој момент на енергетска криза што се јавува во моментов во Македонија и самостојно да работиме за да не зависиме од големите трговци. На страна за продажба и за останати работи, нас ни е битно за собственото производство да го регулираме, да можеме да нашите производи да бидат со конкурентна цена, затоа што иначе ќе ни сврлат од пазарот. Се соочуваме со недостиг на мазут, газ, допрва ќе обезбедуваме. Зошто се доведовме до ситуација во 5 до 12 да се обидуваме да ги решаваме проблемите? Па сите овие години немаше инвестиции во поголемиот енергетски комплекс на термоцентрали и хидроцентрали. Знаеме дека каскаат тие проблеми, тие енергетски капацитети, но сега со развојот на фотоволтаиците јас сум поборник да се постават што повеќе во нашата земја, затоа што имаме доста сонце. Поголемиот дел од компаниите работат во текот на денот, може да си го прилагодат и работното време, за да може да произведуваат производи кои се во термините кога има сонце. Така да ние како бизнисмени ќе си најдеме начин како сето тоа да го пребродиме, но законските одредби за поставување на фотоволтаици, како што еден мој пријател изјави пред некое време, интересна изјава, вика, полесно ќе добиев лиценца за производство на марихуана, него за производство на електрична енергија. Искрено ме чуди, како бизнисмен, како техничко лице, зошто и како не ни се дозволува да поставиме фотоволтаици, ни се бараат голем број на документи, таа постапка трае по неколку месеци, а вие можете се друго да произведете без никаков проблем, али струја не можете да произведете. Се сомневате дека некој ја обструира оваа процедура, оваа постапка? Па искрено не можам да кажам дали е обструирал, можда и идел со добра замисла дека мора да се постават некои стандарди за поставување на фотоволтаици, но тие стандарди се претешки за исполнување во нашите услови во Македонија. Може да е препишан законот од европските регулативи, но видете, кога имате некаков проблем со некаков закон или во бизнисот, вие наоѓате решение што побрзо да го решите тоа. Од владата, во разговори со представниците на владата, сите го знаат тоа дека има проблем, но никако не се наоѓа можност и начин да се смени законот. Господин Антевски, колку се реални проценките или предупредувањата на бизнес заедницата дека ако државата не смогне сили да им помогне на стопанствениците, дека компаниите ќе бидат принудени да го реедуцираат производството, да се соочат со намалување на работниот ден, со евентуално, што е можеби најлошата варијанта, бркање на вработените. Видете, правите бизнисмени секој ќе бараат начин и можности како да го решат проблемот. Тие што мислат позитивно за своите вработени, за своите компании, за својата држава пред се. Ние, бизнисмените, сакаме да добиеме некаква помош од владата, но ја првенствено би рекол дека самата влада треба да ни овозможи како ние самите да се спасиме. Затоа што не можете вие поединечно да гледате компанија по компанија, владата треба да најде можности како да ни помогне како стопанственици, заеднички на сите да можеме да користиме од тие можности поволни за нас. Секако, голем дел од компаниите веќе затворија, рудниците, дел од големите фабрики веќе се во план да затворат, затоа што не може да се издржи ова темпо на електричната енергија. Секако и ние како компанија Раде Кончертип имавме во последните 3-4 месеци големи проблеми со сметките за електрична енергија. Каква сатисфакција тогаш имате ако во овој период не работите со добивка? Всушност сте на некаква нула? Па видите, ние сме македонска компанија. Пред се, во нашата компанија Раде Кончертип вработуваме околу 75 вработени сме работници и ние се грижиме за нашите вработени, за нашата држава. Не сме странска компанија, дел од странските компании веќе планираат да затворат и да ги отпуштат вработените. Тоа беше примерот и со ковидот. Ние ни тогаш не затворивме, ги сплаќавме
комплетно платите, без да напуштиме некого. Се трудиме да си ги задржиме нашите вработени, се трудиме да бидат задоволни и да работиме. Тоа ни е целта. Се уште за домашните компании главна главоболка е што државата за некој е мајка, за некој е маќеја. Многу често еден период знам дека се жалевте, говорам домашните компании, дека државата има селективен однос, повеќе инвестира и им помага на странските компании отколку на домашните. Нас не мачи друг поголем проблем, што неколку пати веќе сме разговарале со државата, слушаме дека има најави, дека се размислува на сето тоа, но сето тоа е тешко остварливо за нив. Работата е што ние ДДВ плаќаме при увоз на нашата опрема, го фактурираме према нашите купци, тоа ДДВ наместо да ни се врати, се пресметува. Ни се враќа после одреден период, еве имаме случај во нашата компанија, скоро година дена не ни е вратено ДДВ-то, затоа што се предвидува дека ќе дојде контрола да провери дали е во ред, а се уште година дена не доаѓа контрола. Значи ние сме подготвени, ги молиме да дојдат, тие не доаѓаат. А од друга страна ние поново мораме да на претплатеното ДДВ ние поново мораме при увоз на нашата опрема да платиме дополнително ДДВ. Значи ние плаќаме два пати, како македонска компанија плаќаме два пати ДДВ. Тоа не оптеретува многу во нашето кеш флоу, во работењето на готовинското плаќање. А од друга страна, странските компании што се во индустријските зони не плаќаат никакво ДДВ. Следите тренинг, мој гостин во емисијата Горан Антевски, генерален менаџер на Раде Кончар ТЕП, стопанственик. Трошоците за живот на годишно ниво се зголемени за 16,8%, а цените на мало за 14,2%. Ова е последно од Државен завод за статистика. Расте и инфлацијата. Дали растот на инфлацијата ќе биде или е веќе дополнителен товар за компаниите? Да, секако, затоа што и платите мора да растат. Вие ако сакате да ги задржите вашите вработени, вие морате да ја зголемувате платата. Ние како компанија веќе во овој период од нова година навака ги зголемивме негде за 18% во моментов со последните пресметки, затоа што самите вработени имаат проблеми, не може да си ги платат сите сметки, затоа што сите трошоци се зголемени. А секако храната мислам дека и малце повеќе зголемена од тие бројки, некако ми се чудни 14% да биде растот кога се гледа дека во трговината е малце повеќе. Антевски, денови Народна банка излезе со ново ревидирање, со ново покачување на каматата за половина проценти, сега е 3%. Економскиот аналитичар Владимир Глегоров посочува на две кризи, со инфлацијата во 70-тите и во 2008 година. Тој пишува меѓу другото, проблемот со промената на монетарниот режим е што е потребно повторно да се пресметаат сите ризици пред се на банките, бидејќи тие се менуваат во порастот на каматите. И доколку во некоја банка се покаже дека произлезе поголем ризик, отколку што е оправдано, може да има не само проблем со ликвидноста, туку и повлекување на пари. И солвентна криза. Па да, ние сме во криза, нормално, и банките ќе влезат можда во дел во кризата, затоа што претходно имаше ковид криза, имаше големо зафаќање за резервации во банките. Сега со ситуацијава голем дел од компаниите не може да си ги покријат трошоците и да ги плаќаат сите придонеси и даноци кон државата и кон вработените. Така да ќе се соочат со поголеми проблеми за добивање на тековните ликвидни средства. Затоа сметам дека и банките ќе имаат поголеми резервации во иднина, ќе биде малце потешко да се дојде до нови кредити. Новите кредити што се земаат сега во моментот се со повисоки камати, затоа што и Народната банка е зголеми каматната стапка. Но се надевам дека после нова година ќе се регулира малце пазарот, ќе се реши проблемот можда и со енергенсите. До тогаш се надевам дека ќе се раздвижиме како стопанство, затоа што сите овие удари во моментот сега што се случија ќе не освестат да размислуваме на подобрување на можности за добивање на други можности да опстоиме на пазарите.
Вие во еден период ја префериравте идејата и ја заговаравте тезата за формирање на економско-фискален совет кој, цитирам, ќе биде задолжен за спроведување на економските реформи. Ова идеја на два пати досега е промовирана. Вие велите за тоа идеја гледате обединување меѓу политичките елити со цел да се дојде до поефикасна администрација и поефикасно судство кое нема да биде за едни мајка, за други макија. Желбата беше, ова не е само моја идеја, ова е идеја на повеќе бизнисмени. Ја слушам од повеќе бизнисмени, од стопанските комори, затоа што Македонија страда од политиката. Партиите се менуваат една со друга, но бизнисот никако да излезе надвор од политиката. Голем дел од компаниите се зависни од политиката, точно. Политичарите сакаат да бидат повеќе во преградка на бизнисмените или бизнисмените сакаат да бидат во... Двете страни, затоа што државата е најголемиот работодавац и најголемиот најголемите пласмани на пари се случуваат во државата. И така да некои бизнисмени полесно име да работат за државата отколку за приватниот сектор или за за нормалните граѓани. Тоа е проблемот. Заложбата за тој економско-фискален совет е да се ослободи владата, да не биде лошата, да не биде онаа која ќе брка администрација, која ќе ги решава проблемите, тешките проблеми, затоа што секоја влада се плаши од таа негативна референца према од граѓаните. И затоа нас ни беше целта да размислиме да се направи тој економско-фискален совет кој ќе се грижи за поставување на параметрите како да се реши некој проблем, а тој проблем е администрацијата, дел од судството, да се реагира за некакви одлуки кои се непринципиелни и некоректни, да се помести државата во еден позитивен правец, а да се ослободи владата и политичките партии да не бидат тие кривците за некакви промени. Ќе ве потсетам дека пред некоја година се заговараше тезата и се стартуваше со идејата за прогресивен данок, но многу брзо и таа реформа падна во вода. Зошто? Премногу давачки имате како компании, па дополнително овие товар? Па кој ќе прочитате даночните зафаќања што се предложени од владата, тоа е само за компаниите кои плаќаат до сега данок. Значи ние немаме даночни зафаќања во сивата економија и во намалување на администрацијата. Ние поново имаме зафаќање на приходите од компаниите кои имаат некаков приход, кои работат, кои стварат во оваа држава. Вие го оптеретувате магарето кој носи, го оптеретувате со уште поголем товар. Па тој еден ден ќе падне. Така и нашето стопанство. Ние се трудиме да направиме како компании приход и профит, за да можеме да инвестираме. Ние не ги изнесуваме парите надвор. Ние, политичарите, ги изнесуваат парите надвор. Ние како бизнисмени, можем да кажем дека сите бизнисмени сакаат да инвестираат. А од друга страна што добиваме? Добиваме само повеќе даноци за административните работници. Така? Ние не добиваме ништо. Кога беше зафаќањето, претходното зафаќање на персоналниот данок, на зголемување на персоналниот данок, нашата заложба како стопанственици беше делот овој данок да се пресметува, со тоа што секоја компанија ќе има можност во рамките на тоа пресметување на тој данок да го даде за зголемување на образованието на самите вработени. Значи, јас моите вработени ако ги праќам на дошколување или на некакви стипендирања, дополнителни посета на саеми, на обуки, да го користам тоа зафаќање од даноците што го имаат моите вработени кои имаат поголеми приходи, да го дадеме за зголемување на знаењето. Не беше прифатено. Сите тие пари влегува во буџетот за затварање на дупките. Господин Антевски, на крајот многу вложувате, според тоа што можев да читам, многу вложувате во вработените, во нивната едукација, во обука нивна. Прашањето ми е од каде обезбедувате кадар кога речиси голем број од македонските компании велат имаме проблем со обезбедување на луѓе за да работат.
Ќе се соочиме како држава со потреба да увезуваме кадри? Да, мораме да почнеме да размислуваме на таа варијанта. Ние ќе кажем сме средна, мала компанија. Нашите вработени ги наоѓаме директно од клупите. Значи дали од средните школи или од универзитетите, од факултетите. Ние имаме прекрасна соработка со електро и машинскиот факултет, имаме прекрасна соработка со неколку средни школи во град Скопје. Имаме многу проекти што ги работиме заедно, европски проекти, секако и заеднички наши проекти. Ги наоѓаме кадрите од директно, значи од клупите, ги образуваме и тренираме ке нас во нашата компанија и полека со текот на годините ги раснеме. Значи ние секоја година имаме цел 5 до 6% од новите вработени да ги преземеме веќе од директно од клуб, мислам новите вработени сите ги преземеме од клупите, но 5 до 6% секоја година да раснеме со тие вработени. Секако вработуваме за поедноставните работи луѓе стандардно од бирото за вработување или некој што ќе се јави на оглас, не е никаков проблем, но оној кадар што си го градиме ние го зимаме директно од факултетите и се обучува кај нас неколку години за да може после самостојно да работи, затоа што нашата опрема е специфична. Ние вложуваме во најсовремената техника во нашето работење, така да сето тоа бара кадар кој ќе се изгради со текот на годините. Не можеме да го земеме од улица па да го вработиме и да работи на софистицирана машина од неколку милиона евра, така да сето тоа ние си го работиме во нашата компанија лично. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодариме на вас. Почитани гледачи, следете разговор со Горан Антевски, генерален менаџер на Раде Кончар ТЕП. Прв извештај на Европската комисија за напредокот на Северна Македонија по отпочнувањето на земјата со скрининг процесот и диалогот Скопје-Брисел. Во извештајот се наведува Северна Македонија има умерено подготвена во речиси сите критериуми. Власта и опозицијата да соработуваат во насока на донесување на законите кои се од интерес за државата. Добре дојде за Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Добре најдов, благодарам на поканата. Денуве бевте во Страсбург, имавте серија на средби со вашите европски колеги. Што за вас е напредок од овој извештај на Европската комисија и каде се разединувате со СДСМ во однос на видувањата и препораките на Брисел? Сметам дека извештајот е реален, избалансиран, има сектори кои што се подобро оценети, има сектори кои што се полошо оценети и она што е за мене исклучително значајно и зашто многу зборувам и во јавност е во делот на борба со организиран криминал и корупција. Мислам дека оваа година најотворено и најискрено Европската комисија зборува дека тука нема напредок. Практично зборуваат дека препораките кои што ги давале во минатите извештаи не се воопшто реализирани и дека тука треба да се направи повеќе. Ова беше клучна причина зашто неколку земји членки на Европската унија минатите години работеа така наречени паралелни извештаи кои што се разликуваа од официјалниот извештај на Европската комисија. Имаше политичка причина зашто Европската комисија го правеше тоа така, сака да создадат услови за да може да се одржи препораката за почеток на преговори и еве годинава откако мислат дека таква препорака се реализирала, иако факт е дека не се реализира заради тоа што услов да се реализира е промена на уставот, но се вратам на основната тема. Оваа година веќе одат со пореална проценка во тој дел, за разлика од претходните години каде што сликата малце порозово се представуваше, а неколку земји членки, сериозни земји членки, работеа паралелни извештаи кои што онолку што сум можел да ги прочитам се на линија на овогодинешниот извештај на Европската комисија, тоа е дека недоволно се прави во овој дел, дури и ако внимателно се следеше презентацијата на комесарот Вархеј за проширување во рамки на АФЕТ, тоа е Комитет за надворешни работи на Европскиот парламент, беше јасно потенцирана оваа линија дека недостасува посериозен ангажман и системски ангажман во борбата со организираниот криминал и корупција. Во извештајот, меѓу другото, се нотира поларизираноста меѓу политичките партии, пред се помеѓу власта и опозицијата. Зошто ВМРО ДПМН и СДСМ пред се не може да најдат заеднички јазик за стратешките прашања, туку политички се надмудрувате
се омаловажувате? Па добро прашање ви е тоа. За жал, не само во последниве година дена, посериозен временски период, би рекол условно кажано, македонските партии или двете неголеми партии во Македонија, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ не успеваат да најдат заеднички јазик за бројни прашања. Иако за волја на вистината, после подолг период седнавте на заедничка маса, седнаа поточно вашиот лидер и премиерот. Јас можам да зборувам за овие години како сум подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ, затоа што имам целосен увид во работите. Мислам дека основната грешка ја направи претходниот премиер и председател на СДСМ Зоран Заев, кој што влезе со една стратегија на обид за целосно уништување на ВМРО-ДПМНЕ, што мислам дека е грешка. Нити ВМРО-ДПМНЕ може да го уништи СДСМ, нити СДСМ може да го уништи ВМРО-ДПМНЕ, затоа што имаат сериозно членство двете големи политички партии и луѓе кои што веруваат во нашите програмски цели и концепти кои што не можат така да се уништат како што некој замислува. И мислам дека ако со Заев не сте немал слух за политичка соработка и диалог, дали ке Ковачевски сега препознавате поголема широчина? На почеток се надевав дека ќе има друг стил и знаете, секој почеток е добар. И Заев ја имаше таа можност, ние не сме имале некоја предисторија да е лоша, па тоа да создава негативни чувства на двете страни, па да нема простор за соработка. Со Ковачевски сме немале никаква предисторија, така што имаше можност да се отвори еден целосно различен диалог од овој кој што го има сега, но претпоставам дека влијанието на Заев е се уште многу силно во СДСМ и не се остава простор. Пред се пратеничката група која што ја држи владата на СДСМ е пратеничка група која што е целосно создавана од страна на Зоран Заев во 2020 година. Најголем дел од министрите се уште неговите најблиски соработници, Оливер Спасовски, Љупчо Николовски и така натака. Сметам дека има неколку работи за кои што е добро да има диалог и да има информирање помеѓу власт и опозицијата, без разлика кој е власт и кој е опозиција. Господин Николовски, се одржа првата средба меѓу лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ. Кои се контактите што вашиот лидер Мицковски ги даде намаса за увоз или обезбедување на газ, мазут, струја и каква е, ако и воопшто постои, врската со Будимпешта? Од второ да почнам, со Будимпешта нема врска, затоа што во Македонија, од она што јас го знам од енергетиката, се работи за дел поврзан со мазут и за дел поврзан со газ. Нити едното, нити другото не се произведува и го нема во Унгарија, така што невозможно е да има врска таму. Она што ние го направивме во политичка партија е нешто што веројатно не е видено досега во овие 30 и нешто години македонска самостојност, а тоа е да опозицијата нуди решенија во клучни кризни моменти. Ние понудивме решение кое што заштедува на Македонија по овие цени, околу 300 милиони евра, што ќе се согласите сериозна сума, имајќи предвид дека државата се задолжува некаде за 650 милиони евра кај Меѓународниот монетарен фонд. Значи, пола од тој кредит не би требало државата да го земе доколку овие предлози се прифатат. Тоа што министри веќе јавно кажаа дека се среќаваат со дел од тие контакти, мислам дека е позитивно и на крајот на денот, доколку можат компаниите во Македонија и граѓаните да добијат поевтина електрична енергија, тоа е победа и за нас како опозиција, затоа што сакаме државата подобро да живее, а и еден ден кога ќе да добиеме можноста да ја водиме државата, би сакале да водиме држава која што ќе може да напредува, а не да затвара дупки кои што би се создале во текот на лошото менаџирање во текот на оваа криза, а секако ги има и од претходните кризи. Кога може да се очекува нова средба овој пат меѓу партиите во однос на престојните уставни промени? Во однос на уставните промени не гледам простор за средба, затоа што нас ставот ни е јасен и тука не гледам што би можеле да разговараме. Ние нема поддржиме промена на уставот со цел влегување на бугарите во уставот и тука нема простор за разговор. Во однос на други теми... Но во однос на уставните промени имам впечаток барем дека од време на време како да го менувате ставот. Јас пред одреден период координаторот на ВМРО-ДПМНЕ
имаше интервју за Радио Слободна Европа, каде што вели немаме ништо против влезот на бугарите во уставот. Не, јасен е ставот, мислам дека и се дообјасни, но ќе обрашате него. Ставот на ВМРО-ДПМН е јасен и на сите 44 пратеници кои што се дел од пратеничката група на ВМРО-ДПМН, а тоа е дека нема да гласаме за промена на уставот со цел влез на бугарите во уставот. Падна иницијативата што ја понудивте до собранието за референдум. Спикерот на собранието Џафери ја одби. На истиот принцип одбиена е иницијативата на Левица за одржување на референдум. Како тоа ВМРО-ДПМН сега станува главен критичар на и поборник да не се преговара со Бугарија по секоја цена? Самото тоа што власта се плаши да оди на референдум покажува дека е свесна дека политиките кои што ги води пред се во однос на Бугарија не се примени од народот. По однос на преговори со Бугарија по секоја цена, апсолутно мислам дека ние мора да си го зачуваме достоинството како држава и пред се како македонски народ. Не верувате на ставот на власта дека заштитени се идентитетот, јазикот? Апсолутно, затоа што се она што се случува во изминатиот период покажува дека тоа не е така. Од негирањето на македонската историја, преку негирањето на македонската култура, завршувајќи со негирањето на македонскиот јазик, покажува еден цел пакет на работи кои што да директно нарушење на темелите на македонската држава и за жал таа е политика која што во Бугарија е неподелена, односно ја делат сите политички партии, 150 годишна политика која што постои од основањето на бугарската држава до денес и е политика која што е крајно непријателска кон Македонија и само дали официјално Софија свесно ја провоцира? Само наивен политичар во Македонија може да верува во добрите намери на Бугарија. Дали официјално Софија свесно ја провоцира Македонија со поставувањето, поточно отворањето на бугарски клубови? Да, затоа што, например, доколку се одбереа понеутрални имиња за овие бугарски клубови од типот на, не знам, еве, Пејо Јаворов, поет, например, или, не знам, може да одберат нешто, некој име од типот на Христо Ботев, две идеи. Тогаш, оваа негативна атмосфера која што постои кај народот, веројатно немаше да постои. Но свесното провоцирање со имиња кои што делат и кои што прават јасна би рекол фрустрација кај македонскиот народ, покажува дека тоа бугарската држава го прави со намера. Тоа е прво. И второ, нешто со што недоволно се занимава јавноста е финансирањето на овие клубови. Тука би сакал да ги повикам надлежните служби во Македонија, пред се мислам на Агенцијата за разузнавање, на Агенцијата за национална безбедност и на финансиското разузнавање. Тоа е нивна работа да испитаат кој хара по Македонија и кој финансира отварање на овие бугарски клубови во Македонија. Затоа што тие клубови не се финансирани со домашни средства, не се финансирани од основачите на тие клубови, нити се финансирани директно од бугарската држава преку програми за поддршка на национални малцинства, туку се финансирани од фондација која што е во собственост на еден исклучително богат човек од Бугарија кој што главно се занимава со бизнис кој што е во медицината, односно има болници, добро познат предпоставувам на нашите служби и треба малце да си поводат сметка што и како прави и како е возможно да доаѓа во Охрид на отварање на пример на клубот Цар Борис како што го нарекоја и како е возможно да овие клубови се финансираат. Тоа е директно мешање во внатрешни работи на суверена држава и наместо да се занимаваат овие три институции со ВМРО-ДПМН, наместо да се занимаваат со тоа како да ме прислушуваат мене и претседателот на партијата Христијан Мицкоски, физички да не следат и да измислуваат глупости, би рекол, за нас кои што ги пласираат преку пара портали и пара новинари, да се малце повеќе позанимаваат со тоа што им е опис и попис на работни задачи, а тоа е заштита на државниот и уставниот поредок на Македонија. Какви се вашите оценки како најголема опозицијска партија околу ескалацијата на состојбите во Русија и како ги доживувате делот оценките на делот медиумите за руско влијание
и русофилство од страна на ВМРО-ДПМН? Прво за вториот дел од прашањето, тоа е во насока, за да има и след мислата, тоа е во насока на ова претходно што го зборувавме. Имено во таа брутална кампања која што ја правеше СДСМ и ЗАЕВ, обидот беше да се забрани ВМРО-ДПМН како политичка партија. Јас сум зборувал за ова јавно. Идејата беше да ВМРО-ДПМН се забрани како политичка партија, односно да се забрани политичкото действување на ВМРО-ДПМН и водството на ВМРО-ДПМН во Македонија. И дел од тоа сценарио беше прикажување на нереални работи, а една од тие нереални работи е така наречена проруска ориентација, односно ориентација која што е спротивна на стратешките интереси на Македонија, тоа е членство во НАТО и во Европската Унија. Тоа е секако неточно. Во однос на случувањата во Украина се работи за една трагедија. Јас во Страсбур имав средби со мои драги пријатели од Украина, од украинската делегација. Тука е подпредседателката на партијата на председателот Зеленски. Тука е мојот драг пријател Серхи Соболиев, со кој што се познаваме преку 15 години, подпредседател на партијата на Тимошенко. Навистина поминуваат еден тежок, прво личен период, каде што ги губат своите домови, губат членови на своето семејство. Например, Соболиев е од Запорожје, каде што сега има интензивни воени активности. Тука е Јулија Власенко, која што е многу познат продуцент од Украина и беше еден од првите таргети, нејзината куќа беше бомбардирана во Киев, така што јас со тие луѓе се познавам, комуницирам и ја делам нивната болка. Она што се случува во Украина е трагедија и е невидена агресија и е злосторство и се согласувам со последните ставови кои што беа искажани, а тоа е дека се работи сега веќе за воени злосторства, имајќи предвид дека се напаѓа цивилна инфраструктура во Украина, мислам тука пред се на енергетски системи, на системи за снабдување со вода и така натака. Господин Николовски, критикувате власта дека мерките се веќе задоцнет чекор, меѓутоа, кои енергетски капацитети може да се пофалите во мандатот кога вие бевте на власт? Македонија во тој мандат произведуваше некаде 6.500 гигават часови електрична енергија, а троши некаде околу 7.000. Во моментов Македонија произведува 3, максимум 3.500 гигават часови електрична енергија, а троши 7. И затоа има толку потреба од увоз. По мене клучната грешка се направи. Сега пак ќе спомнам ЗАЕВ, кога брзоплето пред некаде 3 години... Како имате трауми од Зоран? Не, ама негова изјава. Пред 3 години најави дека ќе ги затвара рек Битола и рек Осломеј и дека целосно ќе оди кон така наречена зелена енергија. Затварањето, затоа што тоа почнаа да се спремаат, односно гаснењето на овие два комбинати донесе до ситуација да сега во рамки на сериозна енергетска криза тие не може целосно да се покренат на ниво да ја произведуваат електричната енергија која што треба да ја произведуваат. Тоа беше погрешна одлука во услови кога сериозни држави не ни размислуваат за таа работа и во услови кога сите кои што малце разбираат енергетика знаат дека мора да се произведе основната енергија и на таа да се надградува енергија од обновливи извори. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам, беше задоволство. Поштовани речи, тоа беше подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. По кратката пауза за реклами продолжуваме со останатите содржини за ово издание на Трилинг. Следен гостин во ова издание на Трилинг е заменик главен и одговорен уредник во неделникот Фокус, но пред се новинар кој обработува теми од областа на политиката, обштествените случувања, но и истражувачки истории од областа на борбата против корупцијата и криминалот. Добре дојде за Владко Стојановски. Добро Недов. Стојановски во најновиот број на Фокус на насловната руски фирми никнуваат во Македонија по избавнувањето на војната во Украина. На што се должи оваа руска пенетрација во регионот и во Македонија? Мотивација да ја обработуваме оваа тема беа одредени случувања информации во регионот, каде што подолго време една од главните теми е како рускиот капитал се преселува на Балканот, особено во периодот по избивнување на таа војна интервенција во Украина. Значи, тоа е главна тема, одреден период беше во Србија, каде што имаше истражувачки истории
колку фирми се отворени таму по избивањето на овој конфликт кон крајот на февруари. И таа бројка беше импозантна. И тоа се образложуваше со повеќе причини. Главната беше бидејќи Србија не се приклучи на тие санкции, западни и европски санкции кон Русија. И на тој начин овие фирми може да се преструктурираат и да продолжат да работат со западни клиенти без да трпат штети од овие санкции. Меѓутоа, изброј на фирми и предприемништва од бројка од над 1000 имаше отворено и во Црна Гора. Црна Гора е и земја кандидат за член во ЕУ и полноправна членка на НАТО. Истовремено се приклучи на голем број од овие санкции што сукцесивно се изрекуваат кон Русија и бројката и таму е иста на руски фирми по избегнувањето на оваа војна интервенција. Значи, ние дојдовме до информации, податоци, значи официјални од належните институции дека во Македонија има над 80 фирми, значи во кои се моментално активни, а во чија собственичка структура има собственици кои се или фирми со седиште во Русија, односно Руската Федерација, или има содружници кои се државјани на Руската Федерација. Меѓутоа, мора да нагласиме, тоа се потенцира и во самата сторија, дека реалниот број на овие фирми е многу поголем, бидејќи многу руски фирми со руски капитал делуваат преку трети земји кои најчесто важат или за класични офшор земји или за специфични јурисдикции кои овозможуваат даночни и друг тип на финансиски олеснувања. Значи оваа бројка е реално многу поголема и откривме информации и податоци дека има одреден број на руски фирми кои се формирани и по избегнувањето на војната во Украина. Тој број не е голем како што е во Србија, во Црна Гора, претпоставувам дека е поголем бројот и во други држави каде што за сега се уште нема таков тип на информации као Хрватска, Босна и Херцеговина и слично, но сепак овие фирми постојат, но од тоа што може да се каже дека Македонија се уште и покрај незиното позиционирање, значи незиното јасно позиционирање против оваа војна агресија на Русија во Украина, сепак многу руски бизнисмени ја сметаат Македонија како солиден терен, како солидна почва во која возможува поволна атмосфера за нивните бизнис активности. Спомена во најавата дека обработуваш и теми во областа на корупцијата и криминалот. Како ти изгледа оваа битка помеѓу дезертерот и шпицниот играч? Во рамки на таа крупна битка што се води, се отвараат многу други фронтови пониско. Значи, овие големи коалиции, додека водат битка меѓу себе, се соочуваат со многу битки внатре во нивни рамки. Гледаме повеќе процеси, да има проблеми во одредени сигнали за одредени превирања во главните политички партии во власта и во опозицијата. Сега има еден мирен период во смисла дека не се очекуваат брзи избори, кои се бараа, па сега и тие што ги бараа отстапија од нив. Меѓутоа, оваа криза создава и услови за пенетрација на порадикални структури и политички опции кои не знаеме како ќе се одразат. Дали во овој период на меѓусебна битка меѓу двете клучни политички партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, некој трет се обидува да профитира на политичката сцена? Веќе извесен период наназад, значи се развива еден наратив дека сите се исти и дека има простор за некоја трета сила, трета опција, и тоа е реторика што постои долго време наназад. Меѓутоа, во последно време одредени изборни резултати покажуваат дека има реален простор за тоа, посебно поради фактот што двете најголеми партии имаат многу намален резултат во споредба со тие пресвртни избори 2016 која беа, а други партии се во подем. Таа тенденција и тој процес според мене ќе продолжи. И после следните парламентарни избори, кога и да бидат, и без оглед дали ќе се спојат со претседателски или не, сметам дека таа слика ќе биде уште покомплицирана. Под наслов огнена група отвори војна против Груби, но дали главната мета е Ахмети? Дали Ахмети, веќе сега следува и претседателство на кое се најавуваат промени во партијата, ќе успее Ахмети или да ги реформира интегративците, да ги сплоти, или може
да следува фракционерство или пак евентуално формирање на нова партија која би се издвоила на чело со поранешниот граначеник Изет Меджити, актуелниот граначеник Чаир Ганил, Беджети. Значи Али Ахмети е конституиран како неприкосновен лидер кој служи како кохезивен фактор да ги спојува и да ги амортизира разликите помеѓу разни може слободно да кажеме кланови во ДУИ. Значи ДУИ е најдиспрезирана партија од сите албански политички партии и сите тие различни интереси на различни ограници до сега успешно ги менаџирал Али Ахмети. Сега се јавува еден проблем каде што се чувствува дека Али Ахмети сака да ја реформира или подмлади оваа партија. Меѓутоа, тоа не оди од базата нагоре, односно не оди преку делегирање на овие нови функционери пред се во извршната власт од базата, односно од ограниците нагоре, туку Ахмети тоа го прави дискреционо од горе надоле. И тука сметам дека има одреден револт кај овие силни моќни ограници кои ја држат базата и кои сега реагираат главно од скопскиот огранок. И сега прашањето е зошто тоа се случува сега кога знаеме дека тоа како незадоволство и револт постои подолго време. Значи подолго време Ахмети вешто ги користеше крупните предизвици со кои се соочува државата за да ја стави оваа тема ад акта. За нештата да станат појасни, Никола Младенов, денове можев да прочитам реакција на дел од нашите колеги новинари за помалку лошиот однос на владата во однос на слободата или транспарентноста и комуникацијата со медиумите и новинарите. Како денес ти изгледа медиумското огледало во споредба со времето на владење на ВМРО-ДПМН и комуникацијата влада-медиуми? Па мора да се констатира дека после тие политички промени кои се случаи, и тоа е неспорен факт, таа општа демократизација се рефлектираше и во медиумската сфера. Значи медиумите претходно беа под сериозен притисок кој се остваруваше преку примена на разен тип на методи и форми на притисоци. После тоа изостана и во тој период на владење на таа прва влада на СДСМ, медиумите можам да кажам дека беа доста послободни. Сега има одредена може да се забележи враќање на некои стари практики, но јас се надевам дека тоа е изолирано од одредени функционери и нема да стане општа појава. Значи сите мора да сватат дека медиумите се клучен столб во функционирањето на една држава која цели да биде демократска. Значи многу политичари во минатото гледав дека нагласуваат неколку фактори за успех. Значи нагласува поддршка од членство, нагласува поддршка од меѓународна заедница, нагласува коалицијски потенцијал. Никој никогаш не нагласувал коректен, значи не збориме близок и непринципелен, туку коректен и пристоен однос со медиумите. Значи и сите треба да сватат дека независни, професионални, слободни медиуми, значи во секоја смисла независни, тоа не подразбира само да се избегнува методот на тужење и притисоци и слично, туку треба да се создаде поголем амбиент кај што секој медиум ќе може слободно да просперира. Значи треба да свата дека ниту државата може да тргне напред, ниту тие како политички партии може да се развијат без тој однос со медиумите. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Почитуваме че тоа беше Владко Стојановски од неделникот Фокус. Многумина се прашуваат зошто Македонија нема естрада, а има врвни естрадни уметници. Сите велат во Македонија треба да ти биде страв и да запееш и да заиграш ако доаѓаш од надвор, а сите кога ќе дојдат од надвор го собираат кајмакот и си одат, а ние остануваме со прстот во уста, ако воопшто и прстот ни остана на крај. Проблемот е следен. Естрада имаме и секогаш сме имале. Никогаш не сме имале грижа за истата, немало однос на државата кон естрадните уметници, не постоеле институции кои сериозно естрадниот уметник ќе го сватат, третираат и подпомогнат. Едноставно
не постоело ништо што може да биде сериозна спрега меѓу државата, незините институции и естрадата како своевидна потреба за забава на народот. А на народот покрај леп, ако не му дадете игри, исто како да сте го пресекле на половина што и да работи. Генерално, мислам дека да почнеме од почеток. Има и други проблеми. Поданичкиот дух и третманот на се што она доаѓа од надвор дека е подобро од нашето, веројатно е само последицата, а не причината. Иако го има, па со текот на годините станува и причина. Еве и зошто. Секоја бабичка која продава набрано чајче од мајчина душичка или од не знам веќе што на картон пред пазарче, ќе дојдат инспектори, ќе го шутнат картонот, ќе го соберат чајот и ќе ја казнат не знам колку илјади евра. А илјадници евра секоја недела, секој викенд, со години наназад, последниве 3 децени од како сме суверена, самостојна, независна држава, и тоа евра од по 10, 20, 30, 50 илјади, платени на рака во джеп, излегуваат од државата. И кога ги соберете во сите овие години, во прашање се не еден, не десетици, туку стотици милиони. Ниту УЈП се запрашал зошто некој си оди со кешот во рака и не плаќа данок, ниту пак царината некого запрела да го провери во гепекот или во чантата дали има 10, 20, 30, 50, 100 илјади евра, ниту пак државата ја боли уvoз за сето тоа што се случува. Важно да е весело, а весело е за сите, осем за нас. И кога помине веселбата, пак остануваме со истиот тој прз во уста, особено домашните естрадни уметници. Цел живот имаме Министерство за култура, а немаме ниту една врата, ниту една канцеларија, ниту еден департмент за естрада. Ни двајца луѓе не ставија кои ја разбираат работата, ја разбираат материјата, па ќе бидат спрегата меѓу естрадните уметници и меѓу државата. Од друга страна, македонските естрадни уметници се, некој ќе рече, субвенционирани, па ете државата помага, па дава, па да, ги дава трошките. Ама кајмакот го собира некој друг. Генерално, проблемот е и во нерегулираните односи помеѓу тоа што секој бифеджија, секој што држи кафетерија, клуб, дискотека може да сврти телефон, да викне било која естрадна звезда од соседството и никому ништо. Баш во соседството и не е така, заради тоа што кога ќе отидеш еднаш, ќе ти биде прв и последен пат ако не играш по нивните правила, државни или оние на локалните бандити. Овде ниту едното, ниту другото не функционира. За жал или за среќа, ама така е. Конечно, постои уште нешто што е, или барем треба да биде грижа на државата, а апсолутно е нечија негрижа или ничија грижа, ако сакате. Медиумите. Како сакате да имате естрада и естрадни звезди, ако во прайм тајмот, меѓу 18, 18:30 и 23:30 имате само турски серии и дебатни емисии. Се согласувам, не дека не треба да ги има и нив, ама не секој ден и не натурени преку глава една по друга и на сите телевизии. Прайм тајмот е, или телевизијата по дефолт е измислена за забава, а не само за информација и едукација. Да информира и едуцира, има државна телевизија, национална, не за ја плаќавме од джеб, сега ја плаќаме исто така од джеб, само на поинаков начин. Приватните телевизии со закон треба да им биде наложено прайм тајмот да биде за забава. Да има ток-шоуа, музички емисии, да има квизови, да има гейм-шоуа, да има домашни серии, да има домашни филмови. Погледнете ги не подалеку, погледнете во соседството. Колку само србите филмови и серии имаат. Погледнете со каков спорт преку еди кои си канали 1, 2, 3, 5, 7 не бомбардираат. Погледнете колку српски серии снимија за последниве години. Погледнете колку српски филмови. Конечно погледнете што прават. Ги прават Пинк и Грант. И тоа во ера на еден режим тоталитарен кога беа дури во војна. Не направија CNN, не направија политичка телевизија, направија Пинк, музичка телевизија. Епа, драги мои, така се освојува просторот. И кога ќе го освојат со спорт, со филмови, со серии, со музички емисии, со квизови, со забавни емисии, со ток-шоуа, знаете вам што ќе ви остане? Да си платите билет кај оние кои доаѓаат од соседството, а нашите добри се за по некоја свадба. Така е, ама за жал не треба да биде така.
Ако некој има прст, не да му остане в уста, а е на некаква функција, нека го стави малку на чело истиот тој прст. Оти на крајот прстот може да заврши и на трето место. Од мене толку. Со тебе колумната на Антонио Димитриевски го затвораме ова издание на политичко-обштествениот магазин Трилинг. Ви благодарам на вниманието, ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време, петок 20 часот и 45 минути. Инаку емисијата се реемитува и на нашите регионални телевизии. Во меѓувреме читајте на trilling.mk. Довидување.